Почитувани дами и господа, почитувани гости и драги пријатели. Добро дојдовте на завршната манифестација од програмските активности на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас и објавувањето на резолуцијата, како и свеченото доделување на златните и сребрените сертификати од вториот конгрес на медицински сестри, кој што се одржа од 13 до 15 октомври годинава во Струга, во организација на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, а под покровителство на Балканската асоциација на медицински сестри. Денешното мото на оваа завршна манифестација на програмските активности е токму вакво како што го гледате на видеоимот. Сестрите низ историјата и сестринството во сегашноста за подобра иднина. Централниот момент од денешната манифестација секако ќе биде и официјалното промовирање на новата членка во рамки на Сдруженијето, Друштвото за континуитет и афирмација на историјатот на сестринската професија во Македонија. Но за се поред, затоа што токму редот, организираноста, хуманоста и посветеноста се едни од основните доблести на медицинските сестри и медицинските техничари низ историјата до денес. И затоа дозволете ми на самиот почеток да ги поздравам представниците на домашните и меѓународните здруженија и асоциации на медицинските сестри и медицинските техничари, кои што денес се лично присутни или испратија своји видеопораки. Потоа, голем поздрав и благодарност за присутноста за државниот советник и представниците на Министерството за здравство, представниците од Министерството за образование, представниците од Канцеларијата на Светската здравствена организација во земјава, представниците на дипломатскиот кор, представниците од Синдикатот на здравствените работници, представниците од Агенцијата за акредитација, директорите и представниците на средните училишта, високите школи и јавните и приватните здравствени установи во земјава, потоа представниците од Центарот и Институтот за јавно здравје, Институтот на медицина на трудот, представниците на Сдруженијата на пациенти, како и председателите на професионалните здруженија, но и на сите учесници во активностите на вториот меѓународен конгрес на различни организацијско-технички, истражувачки, едукативни нивоа, а кои што навистина максимално го вложија своето време и креативно организацијскиот потенцијал во реализацијата и на денешниот настан. Ве молам еден огромен аплауз за нашите колеги. Се разбира благодарност за колегите новинари, кои што и чии што прилози всушност вести и информации ги афирмираат активностите на Сдруженијето за нас во македонската и меѓународната јавност. Се разбира и за вас. Присутни денес овде во салата на оваа година, имајќи ги предвид фактот и важноста на здравствената нека како императив и област во која што се планираат, организираат и реализираат професионалните и работните обврски во сестринската професија при пружањето помош на поединецот или група според највисоките принципи на хуманост и почит кон личноста на секој пациент. Програмскиот одбор на вториот конгрес на медицинските сестри во состав: сестра Гордана Вишлиовска, сестра Јулијана Мачовска, сестра Жанета Богоевска-Митева, сестра Ирена Нечовска и сестра Ленче Донева ја дефинира и темата на одржаниот втор конгрес во Струга, здравствената нека како научна дисциплина. Во следниве минути подсетуваме само на еден малечок фрагмент од отварањето на конгресот, предавањата, предавачите и работилниците на вториот конгрес на медицинските сестри и медицинските техничари во Струга.
меѓународен конгрес на медицинските сестри во организација на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, а под покровителство на Балканската асоциација на медицински сестри. Во име на Сдруженијето на медицинските сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас, ви посакувам срдечно добре дојде. Го поздравувам божественото во сите вас. Каролина ги поздрави сите гости, а мене дозволете ми да го поздравам сестринството. Ви се поклонувам до земја. Ви се поклонувам до земја, сестри. Ова е силата на здравствениот систем, најмногобројната алка во здравствениот систем, кога што биле многу важни и моćни. И така треба да се чувствуваме во оваа наша професија. Ние сме промењето на болката, радоста и надежта. Таму каде што има болка, утешуваме, таму каде што има радост, надеж носиме, а во некоја наредна болничка соба сме рамо за плачење. Ви благодарам на укажаната чест. Ова е чест на сестринството. Професионализам, посветеност и драги лица. Драги лица на стари и нови пријатели. Се разбира, вистинската атмосфера вистински може да ја почувствуваат само оние над 450 регистрирани учесници на конгресот, но ако имате соништа, тогаш имате и патишта кои водат до целта. Два од тие правци се честност и посветеност за подобра иднина и на професијата и на општото заедничко добро. Многу пати досега се имам и самата уверено во нејзината лична и искрена посветеност за доброто на сестринската професија и со тоа се разбира и за доброто на пациентите. И затоа таа е секогаш окружена токму со такви прекрасни луѓе, позитивни и посветени професионалци. Почитувани, дозволете ми да ја поканам на сцената магистер сестра Гордана Бешевска, председател на Унијата на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Сестра Гордана, благодарам. Бил е и ќе биде полнуват со медицинските сестри. Кој знае колку срца ние допревме, колку животи спасивме и каде се допревме до пациентите. Драги мои колешки, ние не сме ангели, ние сме втората најубава работа после ангелите. Мотото и гласот кој што ги води медицинските сестри. Јас многу пати, кога ќе заставам вака, ви признавам колку многу сум возбудена од сето она ние што го правиме и кога ќе сум меѓу медицинските сестри. Она која што најмногу ме плени и која што може би и сега би сакала искрено со вас да го споделаме дека ако повторно би се родила, повторно би се омажила за истиот човек и повторно би била медицинска сестра. Нека ви биде мотото тоа на сите кога ми е тешко да работи.
Во една ситуација кога имаме демотивираност и кога имаме дестимулација по однос на 4N, непризнаени, неприфатени, непрепознаени, незадоволни од општествениот статус, многу е големо нешто да начините на мотивација и да го направите вториот конгрес кој што ни се случи во Струга, каде што сите заедно го крунизавме сестринството во Македонија. Ги донесовме колегите од Европа, од Балкана и покажавме во нашите трудови, каде што ја преточивте вашата работа, колку сме ние близко рамо до рамо со нив. Покажавме и докажавме колку сакаме да се едуцираме. Покажавме и докажавме колку тоа ние во работните задачи наши сме успешни и напредни и имаме стратегии со кои што сме чекор до современото сестринство. И ако овој беше втор конгрес, тоа не значи дека нема понатака да ги направиме двоцифрени бројките. Секоја година од 13 до 15 октомври ние ги имаме нашите конгреси како членови на Балканската асоциација. Секоја година таа дата ќе биде дата на која што ние ќе се собираме и ќе ги преточуваме нашите работни задачи во нашите трудови. И ние не само што можеме да ги преточиме работните задачи во нашите трудови, ние многу нешто можеме. Што све можеме? Па ние сме тие кои ја држиме денонокно на раката на пациентите, ние сме тие што на нечија мајка во 5 сата со мајка ќе ја дадеме терапијата, ние сме тие што на нечи татко ќе го помогнеме да го преживее инфарктот, ние сме таму каде што треба да продиши новороденото, ние сме таму каде што треба да ги олесниме майките во последните нивови години од животот. Колку тоа ние можеме? А зошто да не можеме да ги убедиме здравствените структури дека треба да имаме поголеми плати, дека треба да имаме закон кој што ќе озакони нашата професија, дека треба да имаме собствена комора, собствен представник во Министерството за здравство, дека треба да имаме дел од образовните програми, дека ние сме тие кои што сме најдобри во делот на здравствената нега, како научна дисциплина, каде што нашите работни задачи се преточени во нашето зависно, независно и меѓузависно. Зависно по закон и по струга, независно по нашите доблести кои што ги носиме карактерни особини. Почитувајќи го пациентот наспрам нас по неговата убеденост, увереност, неговите убедувања, неговите уверувања, се градиме заедно во меѓусебното со семејствата на пациентите. Ние сме таму каде што се превенира, каде што се спречува, ние сме таму каде што се лекува, ние сме таму каде што се олеснува. Ние сме секаде во здравствениот систем. Многу сме важни во сите програми и во националните програми и ни фалат приоритети. Министерството за здравство и нашите раководни структури ни должат приоритетност во нивните агенди, ни должат приоритетност за нашите лични доходи, ни должат приоритетност за признавање на нашето образование, ни должат да го слушнат нашиот глас, да го сопреме од влевањето кое што ни се случува во болниците. Мотивацијата на младите медицински сестри кои што доаѓаат во медицинските училишта да не биде да дојдат да се ишколуваат, обучат и заминат некаде во Европа и во балканските земји, да ги потполнат местата туку, да останат тука со нас, бидејќи, драги колешки, еден ден и ние ќе бидеме пациенти. И треба да градиме една иднина во која што инвестицијата во образованието на медицинските сестри е инвестиција во една здрава нација. Нешто кое што е многу важно. Од тој аспект овде со нас се од образованието, од високите медицински школи и се надевам дека ќе имаме многу слух за да сето ова го направиме во иднина и преку академските студии да се оствариме како идни предавачи на високите медицински школи во областа на негата на болните медицинските сестри и дека промените ќе се почнуваат со здравствена нега во хирургија, здравствена нега во неврологија, а не хирургија и здравствена нега. Се надевам дека се слушуваат со мене еминенцијата на професори кои што се овде во овој момент со нас. Не би сакала многу да должам, а имам едно посебно чувство и една посебна гордост во овој момент. Пред да ви се обратам, имав прилика малку да разговарам со семејството на почитуваната доајенка и великанка Славјанка Влахчева, која што ја славиме. И рековме дека мотото е сестрите треба да си ја познаваат и знаат историјата за да можат да бидат успешни во сегашноста и за градат добра иднина. Ние привлековме големо внимание, ќе влеземе во Европската асоциација на сестринските здруженија кои што се занимаваат со историјат, ќе го промовираме нашето друштво на историјатот на сестринството, ја донесовме повелбата од лекувањето од прв ред. Ги направивме сестрите конкурентни за медајата Флоренс Најтингејл.
вклучен и што овие наши таленти и великани кои ја добиле. Сега за сега од мене толку, откако ви признав дека навистина ми е многу мило и драго сега во овој момент овде да сум јас наспрам сите вас, бидејќи многу убаво се чувствувам меѓу сестрите, а посебно нема да ми замерите на пристрасноста, меѓу сестриството од градската оште болница Осми Степени, каде што пред 7 години овде заедно ја започнавме прикампата за Сдруженијето. И ви благодарам на сите над 50 здравствени институции во Македонија и сестринството во нив, од сите нивоа на здравствениот систем, кои што сте во моментот во Сдруженијето, и благодарам на сите други здруженија кои што ја прифатија нашата мисија и влегоа во Унијата заедно со нас, стратешки сите да постигнеме она кој што го сакаме. Само единствени и само ако бидеме сите едни до други, едни за други, ќе успееме сите овие цели да ги оствариме. Ви благодарам. Мудрите рекле дека пријателите се препознаваат не по споровите, туку по делата. Па во тој контекст, препознавајќи ја посветеноста и важноста на професионалната активност на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, базирани на принципот на взаедно почитување, подршка и соработка, а во име на заедничките обштествени, економски, социјални интереси и добробит на општеството, и денес со медицинските сестри и техничари е специјалист доктор Злате Мехмедовиќ, национален координатор на реформите во примарната здравствена и социјална заштита. Доктор Мехмедовиќ, помилете на сцената. Добар ден на сите, почитувана председателка Гордана Вишкиевска, почитувани мои пријатели, почитувани представници од јавните институции на државата. Јас можам да кажам дека веќе се чувствувам како дома. И ако ова е за нас, јас сметам дека више сум дел од вас. Ова е моето трето обраќање оваа година, токму пред оваа здружение, токму пред вас. И мислам дека веќе толку сме блиски и немаме ништо што да криеме помеѓу нас и поддршката која што си ја даваме вие како здружение, ние како институција кон вас. Веќе ви е јасно дека имаме подадена рака и дека можеме да изградиме мостови по кои што ќе се движиме кон сите оние 4 кои што ги спомна Гордана. Бидете законски признаени, и ова лично ви го кажам, затоа што мојот личен ангажман сметам дека ќе биде уште поголем од тоа што ќе биде институционалниот ангажман. Ако треба некој да го води овој процес и ако треба заедно да го водиме процесот, ја и Гордана ви ветувам дека ќе бидеме први. Ќе бидете признаени како професија, ќе добиете поголеми плати, ќе добиете подобри услови за работа, ќе организирате уште многу конгреси на кои што се надевам дека заедно како нас ќе бидам присутен и ќе можам да се обраќам и да допринесувам во науката. И ќе имаме уште многу работи кои што ќе ги направиме за да го напредиме сестринството и нема да чекаме долго, верувајте. Еве наскоро, многу скоро почнавме да работиме, веќе знае сестра Гордана, на стратегија што е за човечки ресурси, по која што основниот елемент на стратегијата ќе бидат медицинските сестри, сестринството како професија. И тоа ќе биде причината поради која што ќе развиеме систем кој што ќе биде пациент-центричен, кој што ќе ги препознае пациентите како што сестрите ги препознаваат пациентите, како што знаат да бидат блиску до нив кога им е потребно, како што знаат кога треба детето да продише, како што знаат кога треба да му се помогне на стариот татко, како што знаат кога треба на мајката да ѝ се даде утех. Затоа што нема ниту една професија во здравствениот систем која што знае подобро да го прави тоа од вас. И благодарам што беше честа, да можеме да се обратим пред вас и заедно ќе направиме многу.
Ви благодарам, докторе. А индивидуалниот човечки и професионален влог кај оние кои што ја одбираат сестринската професија е навистина немерлив. Исто како што се немерливи долгите ноќи со дежурства и отсуството од речиси сите важни моменти на семејните фотографии, зашто вие, медицинските сестри и техничари, сте избрале да му служите на доброто, секогаш на страна на пациентите, од онаа страна на болката и од онаа страна на страдањето. Но токму и од тука се црпи дел од силата и значењето на сестринската фела. Напластени низ индивидуалните и општествени текови и историски обстои, знаењата и искуствата се надградуваат и имплементираат во секојдневното практицирање на сестринската професија. Сведочат за подени искушенија, за можности и важност на сестринската професија во комплетниот здравствен систем и општествено живење. Во следниве минути ве поканувам заедно да ја погледнеме видеоприказната за еден од најблескавите примери за хуманост и посветеност на сестринската професија. Лик и дело, неизбришливо инкорпорирани во историјата на македонското сестринство. Приказната за нашата Славјанка Влахчева. Славјанка Влахчева е првата современа медицинска сестра која го основала првото медицинско училиште во Македонија. Родена е на 18 декември 1900 година во Штип. Во родниот град завршила 6 класа гимназија и своето образование го продолжила во Белград во училиштето за сестри нудилки, основано од Црвениот крст, тогашното Министерство за здравство и фондацијата на Рокфелер. По завршувањето во првата генерација на сестри нудилки, Славјанка станала првата македонка медицинска сестра. Во 1924 година се вратила во својот роден град Штип за да работи во току-што отворената маларична станица. Во 1930 година доаѓа во Скопје да работи во антитуберкулозниот диспансер преку зима, а во летниот период помага во лекувањето на болните од туберкулоза во село Љубанци. Таа има особена заслуга за воведувањето на патронажната служба и спроведувањето на БСЖ вакцинацијата. Во периодот на Втората светска војна, иако не била партиски поврзана, помагала во набавувањето на санитетски материјал и лекови преку повредените партизани. Во борбата за ослободување на Скопје и се придружува на 14-та народно-ослободителна ударна бригада Димитар Влахов, каде што помагајќи им на ранетите и самата била ранета. По ослободувањето од Министерството за народно здравје добива задача да отвори училиште за медицински сестри во Скопје. Славјанка Влахчева го отвара првото училиште за медицински сестри во 1945 година и е именувана за прв директор. На оваа функција останува до крајот на школувањето на првата повојна генерација на медицински сестри во Македонија. Во 1947 година Министерството за народно здравје ја поставува за началник со задача да ја прошири мрежата на медицински училишта низ целата земја. Отворени се училишта за акушерки, забни техничари и помошници аптекари, нови лаборатории, а подоцна и училиште за санитарни техничари. Од 1950 година, како началник на одделението за борба против туберкулоза, учествува во отварањето и работата на клиниката за туберкулоза на Ковски во Охрид, специјалната болница за туберкулоза во Битола и БСЖ службата за работа на терен. На предлог на Црвениот крст на Југославија, Славјанка Влахчева, Иванка Караѓозова, Ружа Стојанова, Ленче Кепева и Цвета Хаџи Василева се 5 македонки кои добија едно од најголемите признанија во светот за хуманост, медалот Флоренс Најтингел. Славјанка Влахчева починала во Скопје на 4 април 1988 година. Денес со нас се и дел од членовите и потомците во семејството на Славјанка Влахчева. Ве молам да ги поздравиме. Боро Влахчев, внук на Славјанка Влахчева, Росинка Герасимова Белев, внука и Костадинка Герасимова Белева, правнука на Славјанка Влахчева. Секако поздрави за господа Станица Влахчева од Штип
одличните работи на нашата Славјанка Влаччева, господјата Босилка Герасимова Велева ги донираше во музеот во родниот град на Славјанка Влаччева во Штип. А дел од истите, како оригинали, меѓу кои медалот на Флоренс Найтингейл, можете ексклузивно да ги погледнете на изложбата поставена во фоајето. Ве молам, дозволите ми на сцената да го поканам и господинот Митко Штериов, директор на Националната установа Завод и музеј во Штип. Европската асоциација за историја на медицинските сестри со седиште во Копенхаген, чија што мисија е афирмирање и промовирање на развојот и унапредувањето на историјата на медицинските сестри и сродните области преку научно истражување, дисеминација и јавно информирање. Ве поканувам во следниве минути да погледнеме видеопораката на некогашниот председател, а сега офицер за комуникација при Европската асоциација за историја на сестринството. Видеопораката на господја Ана Латоре од Италија. Dear colleagues, dear friend, drobu juto. My name is Anna Latorre and I'm the Communication Officer of the European Association for the History of Nursing. It is a great honor for me to be part of such important event, the birth of the Society for the History of Nursing in North Macedonia. Confucius, the famous Chinese philosopher, one day said, "Study the past if you would define the future." And there is nothing more true. History helps us understand the past so we can explain the present and gain insights into the future. If you don't know who you are, you will never know where we are going to be. You and all your members have been called to absolve an important task. Research, study, and preserve your history for the future for our profession. Waiting for you next year to be part of the European Association, I wish everyone a good Congress. See you soon and arrivederci. Тоа беше видеопораката на господја Ана Латоре, а со одлука на управниот одбор на Унијата на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. На вториот меѓународен конгрес на медицинските сестри и техничари во Струга годинава се востанови и за прв пат се додели признанието
повелба и одликување за посебни заслуги и придонес од прв ред во развојот на сестринската професија, кој што доноси името токму на Славјанка Блахчева. Со повелбата за одликувањето се нотираат строго дефинирани правила, според кои и во иднина одликувањето ќе се доделува еднаш годишно. Ќе го добиваат само 2 сестри или медицински техничари, од кои едната или едниот за исклучителни достигнувања во активниот работен однос, а другата или за другиот за комплетниот врвен ангажман, човечки и професионален влог и придонес кон афирмирањето на сестринската професија. Почитувани, ова е и моментот кога и официјално се востановува и новото друштво за историја на сестринството како рамноправна членка на Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Целта на друштвото ќе биде и е да обезбеди форум за континуитет и развој на дисциплината историја на медицински сестри во Македонија и Европа, како и унапредување на историјата на медицинските сестри на глобално ниво. И сега повторно дозволете ми на сцената да ја поканам магистар сестра Гордана Пешкојовска, која ќе ви каже уште неколку информации за това. Големо е чест и задоволството кога се прошируваме во Унијата, во Сдруженијето и ние на нашите друштва кои што досега ги формиравме, Друштвото на патронажните сестри, на стоматолошките сестри, на кардиолошките сестри, на инструментарките, го додаваме и сега Друштвото на сестрите кои што ќе се занимаваат со историјатот. Всушност, сите ние ќе се занимаваме со историјатот и ќе испишуваме една нова историја за која што можеби после години и години некој ќе зборува за овој настан и за сето ова ние што го направивме денес. Меѓутоа, јас сум сега посебно горда што можам да го објавам и да го промовирам Друштвото на медицинските сестри кои што ќе се занимаваат со историјата и кои што ќе ни го возможат влезот во Европската асоциација во февруари, кога е годишното собрание во Копенхаген на Европската асоциација. Друштвото веќе е формирано со тоа што сестра Јулијана Маđарска, која што ќе го предводи како председател, ја поканувам да дојде да ни се придружи. Сестра Ирена Нечовска како подпредседател, која што ќе помага во се кое што досега и она го сработила искуствено во делот, и сестра Роза Рунеска Пиличева. Тоа е раководната структура која што ќе не мотивира сите нас да собираме и прибираме податоци и да им помогнеме за еден ден да може да промовираме една книга за историјатот во која што сите заедно со нив ќе бидеме автори. Ви благодарам. Повелете. Не знам што е поголема честа да го носиме првата повелба на Славјанка Блахчева или одговорноста која ни е дадена за да ја истражиме, да собереме податоци, да зачуваме соодветно архивираме историјата на нашата професија. Јако сме сега за сега 3, сметете дека сите вие ќе бидете дел од ова друштво, бидејќи податоците кои ни требаат за да испишеме историјата ќе доаѓаат од сите вас. Благодарам. Благодарам на покажаната чест и доверба. Здравието е важен услов за еден народ, за обстојувањето негово и за просперитетот. Затоа ова задача е многу благородна, која нас ни е доделена и со радост ја обавуваме. Одликувањето од прв ред за исклучителен придонес во сестринската професија. Изработено по оригинален нацрт и дизајн, сребро и охриски бисер. Е дело на нашиот македонски мајстор и чувар на оригиналната рецептура за изработка на охрискиот бисер, господинот Михајло Филев, актуелен почесен консул на Република Србија во Македонија. Спречен лично да ви се обрати, ве поканувам да ја погледнеме видео пораката на господинот Михајло Филев. Срдечен и топол поздрав ви праќам од прекрасниот Охрид. Почитувани браќа и сестри од Сдруженијето на медицински сестри, техничари,
акушерки и стоматолошки сестри, почитувана председателке, госпоѓа Гордана Бешливска. Сакам од моje лично име и од срце да се заблагодарам за вашиот постигнат труд, пред се како луѓе, а потоа како професионалци, при прекрасната ваша заложба, посветеност, за негување на пациентите низ вашите работни сати, кои неуморно низ сите години ги вложивте во пациентите. Мене посебна и огромна чест ви представува што ме вклучивте и сите заеднички одлучивте да бидам еден составен дел во вашата традиција, односно да споја мојата традиција на изработката на охридскиот бисер и филиграните. Со нешто што од срце и со емоција, како и вашата дејност и емоција, сакам да го направам, односно веќе и го направив. Тоа е моето дело, еден цвет, кој символизира нега, љубов и посветеност на пациентот или човекот кон цветот, за да може да го одржува во кондиција и да го расте. Тоа вие неуморно го правите. Затоа, во вашата програма, која воведовте, повелбата, односно одликувањата, Славјанка Влахчева, ми е чест и задоволство уште еднаш ка повторам дека мојот производ ќе биде вметнат во тоа одликување и ќе носи многу здравје и среќа на сите заслужни кои ќе го носат во иднина и секогаш. Мојата поддршка како Михајло Филев, изработувач на охридскиот бисер и филиграните и почесен конзул на Република Србија во Република Македонија со седиште во Охрид, ќе биде секогаш безрезервно. А вие со вашата дејност продолжувате да бидете мост помеѓу сите народи, пред се вашата хуманост ги поврзува сите хумани луѓе и здруженија, за да бидеме еден глобален, хуман свет кој ќе зрачи надеж, верба на следните генерации, за да може да продолжат и така да го спасат светот. Останува огромната благодарност за оригиналниот, креативен и современ дизајн, инкорпориран во вековната традиција и символика на македонското културно наследство. Брендирано низ македонскиот филигран и единствената убавина и скапоценост на охридскиот бисер, кој што сигурна сум дека со гордост ќе го красат деверот на сестринската униформа, како подстрек за сите идни докажувања во професијата, а во чест на хуманоста и посветеноста на еден од најзначајните столбови на македонскиот здравствен систем, медицинските сестри и медицинските техничари. Нацртот и конечниот изглед на одликувањето и видеото такво како што требаше да биде, орденот од прв ред за исклучителен придонес во сестринската професија наскоро ќе биде достапен на јавноста преку официјалната веб страница на Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Сега е вистинско време да ви го најавам и настапот на нашиот Даниел Дан. Во меѓувреме ќе ги замолам учениците од гимназијата Раде Јовчевски Курчагин од Скопје да повелат на сцената, да започнат да се местат, да си не земат своите инструменти. Во меѓувреме, значи, уживајте во нивниот настап, а потоа следови доделувањето на она што го најавив на почетокот. Доделувањето на сребрените и златните сертификати од вториот меѓународен конгрес на медицинските сестри и медицинските техничари. Момци, добре ми дојдовте. Настап на Даниел. Nasprotiv ne se rivari,
и неретко и присуство од моментот на првиот па се, за жал, до последниот здих на пациентот. Индивидуални човечки и обштествени вредности кои ја потврдуваат важноста за сестринството во процесот на здравствената нега и животот на секој човек во различни периоди од неговиот живот. Пред излегувањето од печат на нејзината најнова книга со поезија, ја поканувам и нашата поетеса и писател, господјата Оливера Станковска, да ни се придружи на сцената и да ја сподели со нас нејзината поема посветена на медицинските сестри и нивниот хероизам во секое време и секое невреме. Повелете. Дописвам за вас. За сестрите ангели. Ангели, неуморни патници низ времето, добронамерници и нежно течение за души чемени, тивки борци, добротворци. На лицето насмевка носат, во очите грижа неизмерна, во срцето љубов безусловна, за тебе, за мене, за нас. Ангели ги нарековме, тоа име совршено им прилега. На изгреј сонце, со поздрав кон небесета, молитви редат. Напладне, со ѓаволот кој живот и коси компромис прават. На полноќ, товарот на годините, вешто под пазувите го сокриваат, додека ги дзидаат урнатите соништа на тешките воздишки и будно бдеат над судбините. Ангели ги нарекуваме, тоа име најмногу им прилега. И вечно распнати помеѓу насмевките и солзите, секојдневни се сведоци на страдни срца во кои се мрести тага, наспроти првиот плач во новиот живот. Затоа ангели ги нарекуваме, тоа име од Бога им е дарено. И благодариме на нашата поетеса, господјата Станковска. Може би медицинските сестри не се вистински ангели, ама секако се втората најдобра работа на светот по ангелите. Ве поканувам сега заедно да ја погледнеме видеопораката на доцент доктор Адријано Фригановиќ од Клиничко-болничкиот центар во Загреб и Факултетот за здравствени студии во Риека. Актуелен председател на Европската асоциација ИФНА, односно Европската федерација на здруженијата и асоциациите на медицински сестри на оделите за интензивна нега, неврологија и анестезија. Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji iz Makedonije, uvaženi gosti. Želim vam puno uspjeha na ovom značajnom događaju Sestrinstvo i istorija u Makedoniji, sadašnjost, rezolucija vašeg velikog i uspješnog kongresa u Strugi, te promocija povelje Slavijanke Vlahčeve pod motom Ovo je naše vreme da bi došla bolja vremena. Danas ste se okupili kako bi dijelili znanje, iskustva i inspiraciju u cilju unapređenja naše važne profesije. Drago mi je da su i tu naši prijatelji iz resornih institucija Ministarstva zdravstva i obrazovanja te Svjetske zdravstvene organizacije, te da vas podržavaju na vašem putu uspjeha. Sestrinstvo je stup zdravstvenog sistema, a svaka od vas i svaki od vas je ključna karika u pružanju njege i podrške pacijentima. Vaša posvećenost i stručnost čine veliku razliku u životima ljudi za koje radite. Neka ovaj događaj bude prostor za razmjenu ideja, inovacija i zajedničkog boljitka. Radimo zajedno kako bismo poboljšali sestrinsku praksu i doprinijeli boljem zdravlju naše zajednice. Ja vam mogu obećati kako ću kao predsjednik Europske organizacije sestara specijalista, kao predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, te kao predsjednik Hrvatskog društva medicinskih sestara, anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije,
biti tu za vas i pomoći vam svojim iskustvom na putu napretka na kojem možemo rasti zajedno. Hvala vam što ste tu i što svakodnevno donosite pozitivan doprinos zdravstvenom sistemu. Želim vam inspirativno iskustvo tokom ovog događaja i puno pozdrava iz Zagreba. Na 24. maj годинава со подпишувањето на меморандум за пристапување, Сдруженијето на медицинските сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас и официјално стана равноправна членка на Балканската асоцијација на медицински сестри. Ве поканувам заедно да ја погледнеме видеопораката на председателот на Балканската асоцијација на медицински сестри, господинот магистар Горан Мушиć. Poštovana predsjednice Bešljovska, uvažene koleginice i kolege, pre svega želim da vam čestitam na osnivanju društva koje će se baviti istorijatom sestrinstva Severne Makedonije, ali i na odlično organizovanom kongresu 2. oktobra ove godine. O značaju istorijata bilo koje profesije nije potrebno govoriti jer prosto dela ostaju iza svega urađenog za našu profesiju, pa tako i za sestrinstvo. Ujedno želim da čestitam svim dobitnicima zlatnog i srebrnog sertifikata koji su prvi među jednakima započeli i pokrenuli profesiju sa nulte tačke u pokušaju da ga približe savremenom konceptu sestrinstva. Balkanska asocijacija je započela jedno novo poglavlje na zdravim i širim osnovama na nivou Zapadnog Balkana, a istoriju će pisati oni koji nastave započetim putem, a mi ćemo ostati sigurno upisani, ja se iskreno nadam, kao pozitivni vizionari naše profesije koji su formirali jednu ovakvu lepu profesionalnu asocijaciju. Žao mi je što nisam mogao i danas biti sa vama, ali obaveze koje sam ranije preuzeo sam morao ispoštovati, a opet sve zbog razvoja profesije Balkanske asocijacije medicinskih sestara. Srdačno vas pozdravljam iz Republike Slovenije, gde se trenutno nalazim, a na poziv predsjednika intenzivnih nega i anestezije gospodina Antona Justina, jer oni proslavljaju jubilej od 50 godina postojanja, a u okviru ove manifestacije ja ću prezentovati rad i predstaviti Balkansku asocijaciju medicinskih sestara. Želim vam danas uspešan rad i lepo druženje. Veliki pozdrav. Асоцијација на медицинските сестри, а оваа професија ниту бара, ниту нуди изговори. Ке каже своевремено легендарната Флоренс Најтингел, развојот на сестринската професија неделиво кореспондира со општиот развој на медицината како наука, низ историјата и обстојот на човештвото. Заслуга за вајањето на личниот и професионален кредибилитет на идните медицински сестри и техничари секако меѓу другото имаат и наставниците, професорите низ образовниот систем, но јас би рекла дека во неизбришливо сеќавање кај секој остануваат токму тие, учителите, не само на знаењата, туку и пред се учителите на универзалните вистински вредности во човечките животи. Ве молам со голема почест да поздравиме и првата директорка на Високата медицинска школа во Битола, професорката Павлина Басетова. Малко е да кажам дека сум само почестена денес, бидејќи сум и премногу среќна што го делам овој свечен миг за асоцирање на сестринството од нашата земја со Балканската, односно Европската асоцијација. Тоа говори за валидизација на зацртаните реализирани постигнувања на Сдруженијето на медицински сестри акушерки, разбери техничари во Република Македонија, со уверување дека развојот и напредокот од сите аспекти на оваа суптилна и крајно одговорна професија ќе вишне и ќе се шири. Како дел од историјатот на сестринството во Македонија,
е основањето и работата на Висшата медицинска школа, а од 2002-2003 и висока согласно законот, а таа започна, мислам на висшата со работа во академската 88 година, значи веќе пред 35 години, со што конечно се оствари долгогодишната заложба на медицинските сестри, акушерки, техничари за подигање на стручното ниво, што впрочем беше, и нивна и како иманентна потреба. Истата година, за ваша информација, сигурно и знаете, започнаа интердисциплинарните студии за реолошки техничари во склопот на медицинскиот факултет во Скопје. Висшата медицинска школа тогаш беше најмлада членка на Универзитетот Климент Охридски во Битола, а беше единствена институција од ваков вид во земјата и најблиската беше во Белград. Денес состојбата е диаметрално различна, со бројни вакви институции, зашто не сум повикана за коментар. Ни својот 35 годишен развој, висшата, односно високата медицинска школа, дизајнирала 5 студиски програми: медицински сестри, акушерки, радиолошки техничари, физиотерапевти и медицинско-лабораториски техничари. Но профилот медицинска сестра секогаш бил со посебен приоритет, што е разумно. Сепак, би го отделила и профилот за едукација на медицински сестри за примарна заштита, што не е случајно, и тоа во академската 92-93 година и неколку години потоа. Секоја академска година интересот беше значаен. На почетокот, конкурсот дозволуваше определен број, не многу голем, на студенти, а потоа бројот се зголемуваше, а на подредно имаа право и можност и за вонредно студирање по исполнувањето на одредени услови. Од академската 2007-2008 година Високата медицинска школа акредитира и специјалистички стручни студии со трајање од 2 семестри. Динамичноста и виталноста на школата е диктирана од новите трендови во сферата на здравствената заштита. Голем број од дипломираните медицински сестри и техничари со висока наобразба зазеда одговорни места со сложена проблематика и застанаа како бедем во здравствените тимови покрај лекарите, како и самостојно, докажувајќи дека разновидноста и комплексноста на здравствената проблематика може да се решава со знаење, многу знаење, труд и многу одрекнувања. Пред се, тимската работа. Значајни се и напредоците и вклучувањата на дипломираните сестри и во образовните организации за медицински сестри. А затоа, на крајот, дозволете ми да кажам дека новосоздадените техничко-технолошки услови и софистицирана опрема се извонредно значајни во обавувањето на поставените задачи, но да не заборавиме дека непосредноста, искрениот пристап, постојаната присебност и пред се човечноста во контактите со корисниците на здравствената заштита немаат мерка ниту цена. Ви благодарам. Уште еден огромен аплодисмент за професорката, професорка Човечка потреба. Јас сум студент од првата генерација на Висшата медицинска школа во Битола и моја чест и задоволство беше професорката Павлина Василева да ја видам и како директор и како професор. И морам да ви признам мојот идол во мојата професија.
глобалната сцена на сестринската професија во светот, во регионот и кај нас се случуваат интензивни промени и развој. Соработката и споделувањето на искуствата во тој контекст на вториот меѓународен конгрес бе од исклучително значење на сите оние предавања и сите оние панел дискусии и сите оние споделени искуства на медицинските сестри и медицински техничари во служба. И една мала статистика, над 450 регистрирани учесници, 62 теми и 8 постер презентации, 15 теми и предавачи од странство, од Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Република Српска, Албанија, Швајцарија и така натаму. Научно-истражувачка работа и споделени искуства, достојни за почит. Во таа чест на 40 од вкупно 70 предавачи ќе им бидат доделени сребрени сертификати. Нивните имиња ќе бидат, се надевам, испишани и на видеобимот и објавени на официјалната веб страна на Сдруженијето за нас. Истите ќе можат да се подигнат во холот на пунктовите за регистрација и доделување на сребрените сертификати. На предлог на главните модератори во конференциските сали, комисијата во состав Јулијана Маđовска, Ирена Нечовска, Жанета Богоевска и Ленче Донева одбра 15 предавачи, на кои што ќе им бидат врачени златни сертификати и од чии што теми, како заклучоци се афирмираат и начелата на резолуцијата на вториот меѓународен конгрес на медицинските сестри и техничари, која што гласи: медицинските сестри се препознаени во својата професија. Тие се носители на здравствената нега и се рамноправен и важен дел од здравствените тимови. Нивен предмет на истражување, нега и приоритет секогаш е пациентот со почитување на неговото достоинство и сите негови човекови права. Сестринската професија задолжува и наложува континуирана едукација за сите нови информации, достигнувања и протоколи во современото сестринство. А сестринската анамнеза и сестринската документација се живи документи и сведоци за работата на секоја медицинска сестра. Затоа инвестицијата во образованието на сестрите и нивната професионална и социјална благостојба значат поздрава нација, а со тоа и подобра иднина за сите нас. Сега следува моментот на доделување сушност на златните сертификати и знам дека сестра Гордана Бешлиовска ќе ни забележи по ова, затоа што веќе трет пат ја повикувам на сцената. Меѓутоа, ве молам, се надевам дека луѓето, сестрите, медицинските сестри и медицинските техничари, од оние 15 предавачи, од кои 10 се од Македонија, верувам дека се тука присутни во салава, а на останатите 5 од странство, на кои што нели златните сертификати ќе им бидат доставени подоцна. Дозволите ми да ги поканам на сцената за прием на златните сертификати. Значи, Сдруженијата на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри доделува златен сертификат од вториот меѓународен конгрес на медицинските сестри и техничари. Христина Гулевска, приватна здравствена установа, медика доктор 510. Повелите Христина и се разбира, ве молам да останете на сцената потоа. Елена Младеновиќ, јавна здравствена установа, Институт за делодобни заболувања кај децата Козлар. Анета Джепик Танеска, јавна здравствена установа, Здравствен дом Железничар Скопје. Андроники Бибовска, клиничка болница Сестина.
Жанета Богоевска-Митева, клиничка болница Жан Митев. Навица Мешковски, приватна здравствена установа Плодност од Битола. Катерина Јонев Тираковиќ од Швајцарија, ја видиме малку подоцна, со видеопорека. Весна Стојановска, клиничка болница Жан Митев. Сонја Ризова, градска општа болница 8 септември. Анер Дураковиќ, Емир Смајќ од Сдруженијето на итни медицински сестри од Сараево, сертификатот ќе го добијат подоцна. Далиборка Душановска Тошев, специјална болница за клинички болести Свети Мало Роков. Живана Вуковиќ Костиќ, Бања Лука, Република Српска, сертификатот ќе го добие подоцна. Емилија Наумовска, јавна здравствена установа, Универзитетска клиника за очни болести. Татјана Ѓорговски, јавна здравствена установа, Универзитетска клиника за ендокринологија и метаболни заболувања. Вели, ако спасите еден живот, сте херој, но ако помогнете да спасите и да спасите милиарда животи, тогаш сте медицинска сестра. Сакам ти се заблагодарам на сестра Гоце и Сдруженијето на нас, што ни овозможи на вториот конгрес да ги представиме нашите знаења и вештини, а воедно ни се заблагодарам и на Сдруженијето, секако и на сестра Гоце и сите што се активисти таму, што знаат да го препознаат, да го ценуваат и вреднуваат нашето работење. Овој сертификат денеска е во моите раце, но се однесува на сите сестри кои што вредно работат. Ви благодарам. За крај се разбира да не ја забравиме и сестра Анита Велкова, јавна здравствена установа, специјална болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември. Повелете? Сакам јас сум Емилија Наумовска од клиника за очни болести. Сакам да изразам голема благодарност до магистар Грдана Бешиловска, жена лидер која што успеа да ме сплоти и издружи сите сестри од клиники, од сите болници во Република Македонија. Бидејќи има една јавонска поговорка која што вели никој не е паметен сам, како ние сите заедно. Оваа реченица ја нагласува вредност и потребата за тимската работа. Ние сме дел од тимот. Јас имам таа среќа да доаѓам од клиника, кај што имам голема поддршка од раководството и менаџментот. Имаат разбирање за сите медицински сестри. Сакам да се заблагодарам на доцент доктор Бекин Патеши, доцент доктор Игор Становски, дипломиран дефектологствена Бојана и организацијски директор Златко Трпковски. Трпковски од клиника за очни болести, затоа што не сите сестри имаат таа можност да бидат разбрани и уважани. Затоа морам да го спомнам и ова, да го кренам гласот за сите сестри медицински кои што не се препознаени од здравствениот систем и кои што понатаму треба да се бориме сите заедно да го добијат своето место. Благодарам што Само ќе ве замолам да останете на сцената. Нели за заедничка фотографија, која што еден ден ќе биде дел од историјата на македонското сестриство, а во меѓувреме, ајде да ја видиме и последната видеопорака на Катерина Јонева Кираковиќ од Швајцарија. Се радвам дека сега си ќе биде во ред. Добар ден, драги поци из Beograda. Моје име е Катерина Јонев Чираковиќ, стручнјак сум за безбедност деца на интернет
eksploatacije dece na internetu i društvenim mrežama. Na moje veliko zadovoljstvo, u oktobru mesecu pruženo mi se prilika da predavanje održim i u Severnoj Makedoniji. Zahvaljujući pruženju za nas i divnoj Gorici Bešlijovskoj, imala sam priliku da zdravstvenim radnicima predočim koji su to problemi na koje naše deca nailaze kada reč o virtualnom prostoru. Kongres međunarodnog karaktera koji je okupio vrhunske stručnjake je zaista bio organizovan na vrhunskom nivou. I hvala na pozivu, i hvala vam na poverenju, i hvala vam na prilici koju ste mi pružili da podelim svoje znanje i iskustvo, a ova nagrada je samo postreh da nastavim još više. Nadam se da ćemo se dogodine vidjeti, da ćemo biti zajedno i da ćemo zajedno menjati naše znanje i iskustva i sticati nove veštine, jer to je nešto što označava napredak svih nas. Još jednom hvala vam od srca. За крај, благодарност за менаџерските тимови на општествено одговорните фирми Ладна и Горска, менаџерскиот тим и комплетната екипа на Градската општа болница 8 септември, за членовите на музичкиот бенд, учениците од гимназијата Раде Јовчевски Курчаги и нашиот Даниел Дан, членовите на уградниот одбор на Сдруженијето, на сите волонтери, на сите медицински сестри и техничари, на учениците во средните училишта и секако за сите вас, драги пријатели, почитувани гости и присутни во публиката. Во името на организаторот на Сдруженијето на медицински сестри и техничари, акушерки и стоматолошки сестри, за нас, ви благодариме на вашето присуство. И се разбира, ви благодариме за поддршката на активностите на Сдруженијето. Повелете заедно да погледнеме изложбата во фоајето, ви пожелуваме убав остаток од денот и секое добро, да се видиме за Бога. Кога содржините се такви какви што се и кога вака ќе ви ги донесе со ваква професионализам и дикција Каролина Петковска, посакувате да имате уште вакви настави, а искрено ви благодарам од сестринството, која што толку многу ви допринесува за сите настави и заедно